Ќе ве замолиме исто така пред поставувањето на прашањето да се представите овде можности за редовна дискусија за водност на заедничките прашања. По профорен период на квалитетно исползување на младинската гаранција, една мерка која што Западна Европа ја употребува, а тоа значи алоцирање на средства во компаниите за обезбедување на плата на младите луѓе. Тие ќе добијат тренинг и ќе бидат трајно поподготвени практично за да се втурнат на пазарот на трудот, а бизнисмените веројатно како деловни луѓе ќе најдат ресурс кој што ќе може да биде продуктивно искористен во нивниот процес на делување во самата компанија, се со конечна цел да постигнеме неколку резултати. Тоа ќе значи веројатно и поддршка на деловната заедница и бизнис секторот и приватните компании, но за нас пред се ќе значи работни места за млади, ќе значи мотивација да останат овде тие млади луѓе, да создават овде семејства и слично. Ќе ги отвориме прво овие можности во делот на сегменти и сектори кои што се дефицитарни за државата. Ќе набројам неколку: производство на стакло, производство на вештачко ѓубриво или слично не постојат во Македонија, а нема доволно охрабрување кај бизнисмените да влезат. Државата ќе биде подготвена да партиципира како малцински партнер во делот на бизнис секторот, за да најдеме математика дека можеме да создадеме еден нов дел од бруто домашниот производ, кој што секако за Македонија ќе значи одлив на најмалку 450 милиони евра девизи. Македонија е мала држава. Имаме 2 милиони луѓе, а прашање и дали толку. Значи, во 2 милиона луѓе пазар, вие не можете да размислувате за сериозна индустрија, доколку не сте извозно ориентирани. Значи, затоа ќе гледаме колку што може повеќе македонски компании да ги поддржиме да бидат извозно ориентирани и да им помогнеме да освојуваат пазар надвор од Македонија. Бидејќи само тоа гарантира дека македонските компании ќе бидат здрави и големи, а само такви компании можат да просперираат на подолг рок. Добар ден, јас сум Ирина Јакимовска, Конфи Ангел Пример. Подпредседател на нашите вработени и генерално на популацијата во Македонија. Истовремено ние имаме во овој момент 300 дечина, млада е компанијата. Комуникацијата која што имаме со здравствениот фонд и искористување на правото За пред граѓаните да понудиме доволно квалитетни услови за згрижување на децата.